Почитувани гледачи, добар ден. Време е за медицинско катче. Утрово тема исхраната. Како се хранат македонците? Колку сол ни е потребна во исхраната? Што се јадеме солено, а не сме свесни? Утрово на ова, но и на дел од овие теми зборуваме со магистер Ана Антовска, клинички нутриционист од приватната болница Џибадем Систина. Господја Антовска, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Најавив дел за она што ќе зборуваме утрово. Ајде најпрво една општа тема, како се хранат македонците. Јас сум изненадена во последно време колку луѓето внимаваат на исхраната. Многу од нив се трудат, не успеваат 100%, сега 100% и не знам и кој се храни здраво. Во принцип е малку потешко со оглед на брзиот начин на живот, на тоа мислам. Меѓутоа, навистина има експанзија во начинот на исхрана кој што е здрав. Тоа значи дека многу се почесто застапена физичката активност кај популацијата, особено кај младата популација, што многу ме радува, затоа што едноставно физичката активност е пас за здрав живот и нормално нутритивните навики, така што да, можам да кажам дека дефинитивно македонската популација во последниве барем 10 години, колку што ете јас се занимавам и повеќе од 10 години со оваа професија, дефинитивно се трудат да се хранат здраво. Дали ова значи, еве вашево искуство, што зборува дека станува збор за некој моден тренд и дали она што се декларира, а се продава како здраво е навистина здраво? Бидејќи постојано се вели нели протеинска исхрана, па имаме протеински барови, додатоци во исхрана, или сепак останува она здраво приготвување на домашна храна како ваша препорака? Па ние нутриционистите секогаш сме поборници на користење на храна во природна форма. Тоа значи што повеќе готвење, што помалку пакувана храна. Секоја здрава храна секоја храна декларирана како здрава не е здрава, особено како што веќе реков пакуваната, бидејќи содржи разни адитиви, конзерванси и додатоци кои што со прекумерно консумирање може да направат одредени здравствени проблеми или да внесеме премногу хемикали кои што на нашиот организам не му се потребни. Протеински барови, многу дискутабилно е сега, оние кои што ги внесуваат секој ден сигурно ќе ми противречат, меѓутоа добро, секој има свој став. Јас не сум поборник за протеински барови, секогаш препорачувам сите да ги читаат декларациите на пакуваните производи, без разлика дали се работи за сладка или за солена храна. И кога ќе видиме дека не ги разбираме половина од наведените состојки, тогаш значи дека тој производ не би требало да го консумираме често, затоа што сепак се одржи голем дел од оние работи што веќе ги споменав од хемикали. Протеински бар може да се приготви и дома. Многу е само битно колку имаме време, така што да се вратам на она што го констатирав, природната форма на храната е здрава храна. Сега и ова е малку поширока тема, затоа што многу е битно од каде потекнува, како е одгледувана и така натаму, бидејќи знаеме дека во 21 век без пестициди не би можеле да обстанеме, не би можело да имаме толку многу не може да се нахрани планетава. Така што тоа да се произведе. Точно тоа е, доколку не се злоупотребуваат пестицидите, безбедни се за консумирање, нормално во умерени количини. Умереноста е секогаш најдобриот наш пријател. Така. Спомнавме нели солена и сладка храна, кога сме многу често сме зборувале за сладката храна, знаеме колку е нездрава, меѓутоа ајде да позборуваме малку за солената храна. Колку е таа важна во исхраната солта како сол во секојдневниот живот, бидејќи читаме нели постојано по маркети постојат калиумова сол, постојат морска сол, јодирана, црна сол сега, сол од мртвото море. Еве ајде да слушнеме од еден експерт колку е битна солта и која сол е практично најздрава, ако постои таква некаква статистика. Неколку прашања има во вашето прашање. Ќе се надоврзам на првото што ми го поставивте. Колку македонската популација внесува сол во исхраната, дали прекумерно или не? Мене ми е жал што ќе го констатирам дека нашиот народ внесува многу повеќе сол од колку што е потребно, бидејќи нашите дневни потреби за сол, односно за сол се 6 грама во текот на денот, 5 до 6, тоа е едно кафено рамно лажиче. Замислете сега, кога се купува пакувана храна, тука има многу скриен натриум,
а натриумот не ни е потребен бидејќи во вишок зборам, бидејќи натриумот сам по себе го регулира крвниот притисок, доколку се внесува во поголема количина од потребното, едноставно околу 2 грама дневно е тоа, доаѓа може да сигурно се покачува крвниот притисок, особено кај луѓе кои што се хипертоничари, значи кои што веќе се на терапија, може да се оштетат бубрезите, бидејќи со самото внесување на повеќе сол се ствара повеќе течност во организмот и тие треба повеќе да филтрираат, така што може да се наруши нивната функција доколку тоа е долготрајно и во многу големи количини. Исто така, внесот на натриум игра негативна улога, односно го зголемува ризикот од мозочен удар и дури може да ја наруши густината на коските, односно да се јави остеопороза, така што сепак мораме многу да внимаваме колку сол внесуваме во текот на денот, тоест колку натриум. Што би значило тоа? За да се превенираме од прекомерно внесување на натриум, убаво е да се читаат сите декларации на пакувана храна. Значи се надврзуваме на претходното прашање, односно секогаш треба да се читаат сите декларации, бидејќи и сладките производи пакувани содржат висок процент на натриум, така што навистина треба многу да сме внимателни кој производ ќе го избереме. Тука би споменала дека ферментираните производи, бидејќи солта е одличен конзерванс, ферментираните кисели производи како кисела зелка, како кисели краставички, кои што се многу вкусни, ги јадеме во зима и се богати со пробиотици, значи од една страна имаме супер бенефит од нив, а од друга страна доколку се претера, хипертоничари не треба да претеруваат со истата, треба дури ако може да ја малку чуваат зелката во вода пред да ја консумираат и таа порција да биде не повеќе од 150 грама, тоа се 2 дланки споени, за да не дојде до покачување на крвниот притисок. Исто така натриумот е сокриен во се она што е чадено, значи во чадено месо, во чадени сувомесни производи, го имаме многу во крекери, во овесна каша, која што е сладка, а е пакувана. Затоа секогаш, бидејќи е многу модерна и овесот е така една убава житарка која што има многу влакна растителни и овозможува ситост, препорачувам да бидат овесни трици, не снегулки, бидејќи снегулките се експандирани, многу преработувани со многу низок нутритивен квалитет, да бидат трици, да бидат пакувани само како трици, значи да не се внесуваат производи кои што се комбинирани внатре со суво овошје, со едноставно готови каши. Потоа сите преработки од месо, кои што не се месни всушност, туку се само не се месни, значи од виршли, од колбаси, тоа е нешто што јас никогаш не го препорачувам, меѓутоа не велам дека не треба човек да проба се што му се јаде некогаш, меѓутоа тоа е некогаш е едно, а друго е секој втор ден. Потоа во конзервирана храна, се што е конзервирано во конзерва, па дури и во тегла, а е солено, содржи висок процент на натриум. И затоа внимателно со внесувањето на храна која што е произведена, односно процесирана. Нормално сланината е прекрасна за зимно време, може да се земе малку, меѓутоа да не биде тоа секој ден. Тие пршути, печеници, се она што е вкусно, треба да се навистина да се внимава со нивниот внес, така што тоа е нешто што би сакала да го посочам кај нагледачите. Ајде вториот дел од прашањето сега за солта. Еден куп сол се продава со различни имиња. Дали е доволно јодирана таа сол и која е, пак ќе повторам, најдобра ако постои такво нешто? Па во модерново време се појавија неколку видови на сол, значи хималајска сол, која што потекнува од Пакистан, од рудници во Пакистан и која што е црвеникава заради железни оксиди кои што ги содржи, има одредени минерали внатре, кои што сепак се во трагови, во принцип е нејодирана, меѓутоа излегува сега брендови дека е јодирана. Потоа келтска сол. Келтската сол не ја познаваат многу луѓе, таа е сол која што се собира во морските лагуни од северозападна Франција, повлажна е при допир, односно не е многу сува, затоа што се произведува, односно се собира на традиционален начин, и затоа е влажна, има некоја сивкаста боја и е побогата со минерали од хималајската сол, со тоа што
пак се тие оливоелементи, односно минерали во трагови и е добра, односно добра. Многу ја пропагираат, ама сето тоа е маркетинг. Исто тука морската сол да ја споменам, исто има околу 80 минерали во својот состав, елементи. Меѓутоа морската сол се добива со хидратација на солена вода, на морска вода. Во принцип може да биде јодирана и нејодирана. Кошер солта, која што е едноставно, кошер солта има најнизок степен, најнизок процент на натриум во себе содржи и нема никакви минерали, чист натриум хлорид. Како готварската сол, само готварската сол содржи исто минерали. И сега што сакам да кажам, најбитно е да јадеме јодирана сол заради тоа што нашата тиреоидна жлезда како машина која што го регулира цел метаболизам во телото и треба јод. Доволно е да внесуваме готварска сол јодирана 6 грама на ден за да таа жлезда си работи како што треба. Не треба да се додаваат јодни суплементи на своја рака. Да кажам, во принцип, кога има недостиг на јод, се дава, Моите колеги го пропагираат тоа, кои што работат со специјалисти од нуклеарна медицина, ендокринози и така натаму, значи многу треба да се внимава, така што јодираната сол е најадекватна готварска за користење. Доколку е морската сол и кошер солта се добри бидејќи се покрупни и многу се полесни за готвење и поубаво изгледа сето јадењето. Меѓутоа нема никаква разлика, бидејќи месото, овошето и зеленчукот содржа доволно натриум, кој што ни е потребен. Така што ако внесеме 6 грама сол во текот на денот, тоа нели една кафена лажичка, и ако внесеме здрава исхрана преку овие намирници што ги споменав, потреба нема да се додава повеќе од 6 грама сол, односно ќе внесеме доволно натриум. И сега замислете, ако внесуваме овоше свежо, зеленчук, месо и една лажичка сол, и плюс јадеме пакувана храна, колку многу натриум е тоа. Нема потреба, затоа што едноставно сите оние жени кои што се во перименопауза и во менопауза, природно им се успорува метаболизмот ради пат на хормоните, задржуваат течности и се жалат дека имаат подуеност во стомакот и така натаму, не би требало во вечерните часови, особено преку ден тоа се подразбира, меѓутоа во вечерните часови да внесуваат сол. Тоа го препорачувам на сите оние кои што сакаат да внимаваат на исхраната и исто така бремените жени кои што се во третиот триместар, особено во последните 4 недели од бременоста прилика кога им се јавуваат отоци во нозете, така што треба да се внимава, а тие пак треба да внесуваат јодирана сол. Така. Можеме ли да ги едуцираме македонците како да ја обесолат храната? Значи има ли начин, бидејќи такво подневје сме, се јадат доста млечни производи, сирења, кашкавали, маслинки. Фала што ме потсетивте. Не треба да се обесоли храната, туку треба да се регулира солта во истата. Македонскиот народ е народ кој што обожава да јаде млечни производи. Збориме за сирења. Мене ми е многу потешко кога ќе ми дојде клиент кој што треба да регулира телесна тежина, да речеме, и да има одредена здравствена состојба која што бара намален внес на сол и многу тешко им доаѓа да ги се одвикнат од млечните производи. Многу интересно, ама машката популација кај нас јаде сирење со секој оброк. Така, и со граф, и со салат, и со се. Особено води граф и салат, граф и сирење, така што навистина се трудам да им помогнам и сега ќе објаснам како. 3 недели се доволен период за една индивидуа да се навикне на помалку сол во исхраната. Никако храната не сме да биде блуткава, да не биде вкусна, да биде несолена, треба да биде умерено солена. Тоа значи дека постепено треба да се намалува внесот на солта во одреден готвен оброк, затоа што рецепторите за вкус ќе се адаптираат на таа нова состојба, а при тоа секако дека ќе ги сфрлат сите оние пакувани работи кои што ги зборевме. Јас зборувам сега за готвена храна, значи храна која што ја добиваме во природна форма. И тука сакам да споменам еден отров кој што го внесуваме секојдневно како македонски народ, ќе повторам. И жал ми е што е така. Јас навистина се трудам и во секој диететски протокол што го давам на моите клиенти, болдирам да не се внесува сув зачин,
во било која форма. Сега кај нас е познат како Вегета. Вегета, мислам, не сакам да спомнувам брендови, меѓутоа така го знаат. Така како памперс пелени. Да, так. Точно. Ради мононатриум глутаматот, кој што има многу истражување научни студии кои што докажуваат дека е исклучително канцерогена супстанца, која што прави адикција, значи зависност при консумирање, и при тоа се додава, не може да верувате, во 90% од солените производи. Сакате сирења, сакате грицки чипсови и така натаму, така што има биозачини, има начин да се направи во домашни услови, да се храната да стане вкусна, како? Да биде солена. Може да се додаде лимон, кој што ќе имате чувство дека едете посолена храна, и да се додаде некоја јаболков оцет кој што не содржи шеќер, така што со самото тоа, со одреден зачини кои што се свежи, ќе се надомести, или зачини кои што не содржат сол во себе, ќе се надомести таа потреба за, односно ќе добиете вкусен оброк, а нема да чувствувате дека едете блуткава храна. Так. Така што ете, тоа е некој начин тоа е обид да се намали внесот на сол, односно да добиеме здрав оброк кој што ќе биде безбеден за консумирање. И многу интересна работа. Кога внесуваме храна, не треба да го солиме оние кои што го солат оброкот пред да го прават, пред да почнат да јадат. Значи тоа е навистина, кога купувате блуза, треба да ја пробате да видите дали ви е точна. Исто и вака, пробајте го јадењето, ако не ви е доволно солено, ставете лимон, ако оброкот, видот на оброкот тоа го дозволува, и ставете оригано, ставете босилек, ставете, не знам, куркума и така натаму, нешто што може да го подобри тој вкус. Обично посетата на нутриционист секогаш се поврзува со слабење. Меѓутоа, денешната тема ни е солта. Кажете ми, со внесувањето на солта, колку таа влијае кога некој е на диета, посебно кај луѓето со повисока телесна тежина? Темава е многу широка и многу ми се допаѓа што имате од интересни агли ме прашувате, затоа што навистина е битна. Јас работам со клиенти кои што сакаат да редуцираат телесната тежина и имаме многу успешни приказни, тоа ми е многу мило, меѓутоа и секако диетотерапија. Многу е важно, внесот на сол е многу важен, морам да го кажам ова бидејќи го изумив, извинете, кај оние луѓе што имаат Хашимото. Значи, метаболизмот е успорен и се склони кон задржување на вода, така што треба да се внимава да не се внесува сол после 18 часот, доколку не можете да издржите до 18, нека биде 19 часот, меѓутоа не сол во вечерните часови. Солта ја задржува водата и кога се слабее, при тоа е многу интересно, ако имате, треба да имате физичка активност, треба да има баланс. Значи, храната треба да биде доволно солена, односно да се внесуваат 6 грама во текот на денот, не да биде несолена, бидејќи при потење и физичка активност спортистите губат натриум и тоа исто не е пожелно. Значи, треба да се убаво хидрираат и да се надомести тој натриум, така што секако дека на вага ќе бидете потешка доколку изедете нешто солено навечер. Некои луѓе, јас мои клиенти ги препознавам, значи кога дојдат, оток имаат во лицето, ми покажува вагата 1 до 2 килограми повеќе, така што да, не е пријатно, односно не е прифатливо да се внесува сол, бидејќи навистина ги враќа чекор назад. Таа сол, вишок сол да се извади од организмот, да се издренира, потребно е кај некои луѓе и до, поготово со Хашимото, 1 до 2 дена. Во тој случај треба да пијат вода со лимон, литар и нешто вода со цедена 1 портокал, да се пие во мали голтки, да се мокри, или да се земе чај од Макдонос, од свеж Макдонос, доколку немаат проблем со низок притисок, бидејќи магнезиум, чајот од Макдонос многу брзо го бутка притисокот и некој може да колабира од 2 шоли. Така да многу е битно да се внимава на внесот на сол при регулирање на телесната тежина. Значи, темата ни е многу широка, меѓутоа времето ни е кратко. Ајде за крај една препорака до гледачите. Кога е солта во прашање, да им препорачаме што треба да прават, нели 6 грама веќе кажавме дека е максималната, така што не е изводливо секако. Колку кај нас има ли некакви такви истражувања, колку се внесува сол
дневно? Дали 14 грама најмалку. Значи тоа е 2,5 пати повеќе. Советот, ние сме луѓе кои што сите треба, хедонисти сме генерално како народ и убаво е, имаме убави ресторани, убави кафани, па тука се седнува. И сега знаете како, не седнува никој на парче месо и на салатат, него тука ние мезиме. Значи имате убаво овче сирење кое што боли кога ќе го пробаш од сол, а е при тоа многу убаво мрсно и вкусно. Па имате, не знам, разни пржени работи, пржените работи треба да се исклучат, солта да се проба од овче сирење и да се побара оброк кој што нема да биде засолен пред, да се побара оброк кој што нема да биде солен. Јас како индивидуа од секогаш сум јадела нормално солено и мене солта вишок ми предизвикува болка на јазикот во устата, значи затоа секогаш барам да не ми месо кога јадам, да речеме, барам да биде незачинето, затоа што едноставно многу ми е полесно да го зачинам сама и да добијам некој пријатен вкус, отколку да добијам пресолено месо, а на вистина кај нас се готви во рестораните многу пресолено. Нема потреба од толку многу сол, така што ете нека почнат така. Она што ги кажав советите предходно и кога ќе одат во ресторани да бираат храна која што не содржи преливи и сосови, бидејќи тука има многу натриум, туку да се побара храна која што има многу малку сол во себе, да се јадат растителни влакна уз тоа и да уживаат во оброкот без грижа на совест дека ете можеби ќе задржат повеќе вода, особено ако е во касните часови, или дека можеби хипертоничари ќе си го покажат крвниот притисок. Така. Госпоѓа Антовска, ви благодарам за интервјуто. Се надевам дека едукативно делувавме на гледачите. Вие останете со програмата на Слободен печат. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието.